Председателке, слушнавме вака уште едно експозе, скоро па 99% исто како она на министерот. Не знам дали разбирате и дали сваќате во каква ситуација се наоѓа во држава. Пак ќе општиме со бројки кои што ги соопштуваат институции кои што се вака интернационални и признати од вашата партија. Не знам, можеби вие не верувате на податоците на Евростат, но според нив Македонија е шестата најсиромашна земја во Европа. Не знам вие дали знаете, најверојатно, бидејќи сте од владеачката коалиција, немате можност да го почувствувате тоа, земено во обзир како работи вашата влада, составена од СДСМ и ДУИ, но од почетокот на годината до сега за 1000 денари се пораснати трошоците за живот. За 200 денари се повисоки трошоците за живот од септември до октомври. Значи за еден месец живеачката е поскапена за 200 денари. Зборувате тука милиарди, милиони, вака ќе се прави, онака ќе се прави, но меѓутоа да заборавате дека сите оние граѓани кои што не следат, денеска, дали сега, дали за половина час, дали приквечер ќе треба да отидат во најблискиот маркет да пазаруваат. Тие граѓани најдобро знаат што може да купат за 1000 денари, како може да поминат сега во маркетите, а како можеле пред една година да поминат во маркетите. Синдикатот, ССМ, ја поправи бројката на потрошувачката кошничка која што е над 34.000 денари, а во јануари беше 33.000 денари. На крајот сите овие розови лаги, во кои што само вие си верувате, ви ги демантира народот. На крајот би кажал, можеби вие ќе си поверувате во тоа што го зборувате, но ние кои што крајни корисници на целиот овој буџет, од кого што земате пари, од кои што го концепирате буџетот, знаат како поминуваат и како го поминуваат месецот. Кажавте капитални инвестиции, ќе се гради, ќе се развива, ова министерство предвидело толку, она министерство предвидело толку, но еве заборавате да ги кажете сите факти. 800 милиони евра ќе биде долгот само оваа година. Долгот кој што ќе треба да го вратиме сите ние, заради тоа што вашата влада, наместо нешто да направи, шајка не закова. Ниту еден проект не е почнат. Ниту еден проект за 5 години не завршивте. Не знаете, сега да ве прашам сите до еден да излезете, не можете да наброите една капитална инвестиција што е оставена за овие 5 години. Ребалансот, кога го носевте, ви кажавме дека со тој ребаланс секој граѓанин ќе го задолжите по 500 нови евра. Сега кој знае колку ќе стигне јавниот долг на оваа држава. Не сте искрени. Зборувате за капитални инвестиции, на министерството му се префрлиле толку за транспорт, онолку, и тоа е лага. Затоа што искочи човекот, колегата Петрушевски ви прочита дека експозеата на министрите во изминативе 4 години ви се исти. Лажете кога зборувате дека ќе се града железницата. 5 години сте на власт, што не почнавте некакви активности до сега? Лажете дека ќе почнавте било каков километар автопат. Лага е. Благој Бочварски пред некој ден кажа: не сме почнале со 2 км автопат затоа што ја утнавме трасата. Ете, не е тука сега ВМРО да ја утна трасата, тој ја утна трасата, 2 км автопат. Ви излезете, кажете, 1 км автопат почна таму до таму. Кажете, направивме тој и тој пат. Кажете од каде до каде, па тие жители што живеат таму да видат дали вие лажете или ја зборувате вистината. Ке се скрати на ова, ке се додаде на ова. Знаете на што ке се додаде? 1 милијарда денари повеќе на плати. Стои таму, ако сакате и позицијата ќе ви ја кажам. Понатаму дорни услуги 1,3 милијарди денари повеќе. Трансфер до невладини организации 31 милион денари повеќе. Веројатно оние невладиниве шарениве што ги напикавте по институциите, сега кога ќе излегуваат од таму треба пак да бидат на невладини сектори, како што е Павле Богоевски веројатно. Па тие луѓе кога ќе пишуваат Facebook статуси треба да земаат плата, така? Па да не убедуваат дека се невладини, а веднаш кога дојдовте на вас што ги напикавте по институциите, овој народ што ги плаќаше? Мебел 24 милиони денари повеќе. Нови возила 212 милиони денари повеќе. Ставката во МВР за набавка на нови возила ви е 2200% повисока. Народот ќе трпи, сиромаштиот ќе има се повеќе, а на овие ставки нема да се намалува. Ајде да збориме за една друга актуелна тема. Излезете и кажете ја позицијата во буџетот, каде што се предвидува 1 евро плюс за ценовниот шок за струјата кој што ќе следи. И тоа не го кажувам јас дека ќе има поскапување на струјата, Кочо Андјушев го кажал тоа.
Крешник Бектеши го кажал како министер за владата, па ги гледаме дека 2 месеци уназад една недела кажуваат едно, една недела кажуваат друго. Нема потреба од прогласување кризна состојба, за една недела истиот човек излегува и вика ќе има кризна состојба. Сега вика ќе видиме дали има потреба за интервенција во цената на струјата и во ценовниот шок, што не знаеме дека ќе се случи. Цела држава знае дека ќе се случи ценовен шок. Па вие сте пратеник, разговарајте со економските субјекти, прашајте ги овластениот добавувач на струја, колку посто повеќе им има дадено сега цената за струјата од 1 јануари, колку ќе биде. 3 пати повеќе ќе биде струјата, цената на струјата. А зашто? Затоа што некој таму не си ја завршил работава, а ние ќе треба да го плаќаме сега од буџетот. 65 милиони евра од 2021 година ние ќе ја дадеме, затоа што тие луѓе наместо таму да не крадат и да работат, краделе и не работеле. И сега што ќе правиме од нова година кога ќе се поскапи цената на струјата? Како ние ќе им помогнеме на граѓаните? Како ќе им помогнеме на граѓаните кога нема 1 евро во буџетот? 1 евро нема. Еве излезете, кажете таа и таа ставка треба да се помогне за да се интервенира во цената на струјата и за ценовниот шток што неминовно ќе дојде. Имате исто така уште едно намалување кое што е повеќе од неопходно да се спомене. Апропо овие капитални инвестиции, и тоа што во тие капитални инвестиции ви стојат проекти за автопати што не се ни почнати да се проектираат. Исто така имате предвидена средства за автопатот Киче-Охрид, кој што 5 години, нели прво беше крива владата на ВМРО и искривиле трасата, па се смени министерот, овој што не знае Сабале дали ќе го сменат сега во реконструкцијата од оној бюџетот како терминатор за F3, сега ќе имаме влада за F3. Па вели не беа криви трасите, немаше клучки, па и клучките се создадоа 5 години, луѓе 5 километри автопат не можете да направи. 5 години не можете 5 километри автопат. И во тие капитални инвестиции, кои што ви се од година на година се поголеми и поголеми, ставате проекти што почнати. Таму сте го ставиле и клиничкиот центар во Штип. Имавте можност 5 години, што не направивте некаков помак во однос на тие работи? Како е можно кога рекорд ви бил 19 милиарди денеси реализација на капитални инвестиции, сега да реализирате 33 милиарди? Еве јас ќе ви кажам, не е возможно. И за 3 месеци ќе имаме ребаланс и таа ставка ви само да ги пренаменувате средствата кај што ќе ви текне. Програмата 1А во Министерството за здравство за реконструкција и за доградба на јавни здравствени установи 58 милиони денари помалку. Знаете кои се тие? Оние модуларни клиники што се лечат граѓаниве, што се тресат. Дали ќе букне некој пожар па живи да изгорат, предвидувате средства да ги замениме можеби со цврста градба. Оној што доби сега 13 ноемвриска награда, министерот. И сега за ова ќе има пари, за ништо нема да има пари. Граѓаниве знаат како живеат. Од први до први само они си знаат како поминуваат. Ке се фалиме со вештачка напумпана просечна плата, па волку било, па онолку било, па вака било, па така било, па вие заборавате дека народ гледа. Па народот сам ќе си каже дали живее подобро или не живее подобро. Ете пред условно кажано 15 на дена заврши втори круг на локални избори. Ви кажа народот што мисли. Претходно кога имавме ребаланси буџети, излегувавте волку милиони, онолку милиони, вака ќе се гради, онака ќе се гради, ова се изгради, она се изгради, видовме народот каква порака ви прати. И од првиот до вториот круг оној кој што е најодговорен, цела влада, па министерот беше активен во тето, цела влада беше активирана на терен. Или ние, или пропаѓаме беше лајт мотивот од првиот до втори круг. Народот си кажа. Искочи луѓето на глава си кажа дека вака веќе не може. Дека имате 4,4 милиарди евра буџет, а народот повторно ќе биде сиромашен. Луѓето повторно нема да живеат убаво. Масовото повторно ќе биде поскапо. Само во декември 30% ќе биде поскапа струјата за мелничарската индустрија и ќе се поскапи брашното за 4 денари. Отварате медиуми секој ден, читате вестите што следуваат. Кондиторските производи се поскапени. Лебот е поскапен. И за кои милиарди и милиони евра ние им зборуваме тука на луѓе? Со кај се тие розеви очила? До каде кидеме со тоа? До каде кидеме со тоа? 500 километри автопат, километар немате почнат. Ова ќе направиме. Ваму имало ветерници, ваму имало фото како се викаат тие централи фотоволтаици, а имаме 0% производство во РЕК. Ама битно имало некаде кои што произведувале толку и толку, 500 милиони евра. Каде се тие? Каде се тие? 0% производство на РЕК. 0. Знаете што е тоа? Тотална неспособност. 3 блока има таму, секој ден некој блок се расипува. Па сега бил крив тој што пред 12 години бил директор, а овој 5 години што е директор сега, зашто е крив? Зашто зборуваме ние тука буџет? Средства одвојуваат, граѓаниве даноци плаќаат за тоа таму да работи. Ниту една инвестиција нема
Шеста најсиромашна земја во Европа. Не знам дали разбирате со каков предизвик вие се соочувате. И ќе седиме тука, за 3 месеци повторно ќе има ребаланс, па повторно ќе ги слушаме истите говори, а луѓето повторно нема да живеат убаво. И после се смеете и ликувате кога некој ви кажува дека вака веќе не може, дека веќе не е одржливо. И ајде да не ви го кажува тоа ВМРО, луѓето ви го кажаа тоа на избори. И дека единствениот излез од ова е предвремени избори на кои што вие ќе си заминете, затоа што има луѓе кои што знаат како. Затоа што ова што го правите не е нормално. Затоа што за све треба да има граница, ова нема граница, се трошат пари за безвезе. Уште една година ќе отиде така, луѓе ќе не живеат уште посиромашни. Па ќе ликувате режимот иселил 600.000 луѓе, па еве се гледа по социјални трансфери секоја година растат. Се гледа по пензиите секоја година растат, а сега не се селат луѓето. И не е тоа заради тоа што се качуваат пензиите, тоа е лага. Туку заради тоа што работоспособното население се сели од оваа држава, затоа што не гледа прогрес, како што сте вие нели прогресивни, или не гледа потенцијал да се развива тука. Затоа што повторно сега наместо 4 пати да заштедиме поевтино и ние да го копаме јагленот или како и да тие работи во енергетиката, ние ќе даваме тендер за некој да не набави 900.000 тони јаглен. А знаете зашто? Затоа што им беше кандидат во Битола и фамилијата на премиерот го добиваат тендерот. И затоа овој народ ќе плати, и затоа нема да има пари во буџетот. И затоа ние ќе се чудиме тука и ќе ве молиме. Зборувате за образование, зошто не кажете дека си ги скратиле ставките за изградба на основни училишта, на средни училишта, на студентски домови, на спортски сали? Кога тераше проектот што беше оставен од ВМРО, кога се сликавте пред да ги изгубите изборите, добро беше, така? Сега кога доаѓаат други градоначалници, крати ги средствата. Затоа што е многу подобро министерството да одлучи за реконструкција на основно училиште за да се додели на некому тендерот, него да се гради ново. Затоа што да се изгради ново треба некој да седне и да работи, да иде на работа. Колку повеќе го правите тоа, толку повеќе го мотивирате народот да излези да ви каже што мисли за вас на избори. Затоа, еве апелирам до вас, како пратеници од мнозинството, што е можно побрзо, вие да гласате за распуштање на парламентот и за распишување на нови предвремени парламентарни избори. Ќе биде подобро и за вас, а највеќе од се ќе биде подобро за граѓаните на Република Македонија. Благодарам.